првиот скопски извиднички одред денувија прославува еден убав јубилеј, 65 години од нивното постоење. На оваа тема и што всушност значи да се биде извидник, ова утро разговарам со Снежана Јанковиќ. Добро утро. Добро утро. Како сте? Одлично. Еден убав јубилеј, 65 години од вашето постоење. Како го одбележувате една убава манифестација, денувиве се случува во Скопје, на едно место многу извидници? Па да, 65 години прославуваме целата година, нели од јануари па до декември со нашата завршна прослава за сите волонтери. Меѓутоа, да, во моментов има извидничка Европска академија, која што се одржува во хотел Континентал, каде што има преку 250 извидници од 40 држави од Европа. Завчера беше свеченото отварање, каде што на наша чест присуствуваше председателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов, кој што ја искористивме нели оваа прилика да ни додели повелба за трајни вредности и придонес кон образованието, неформалното образование на младите. Што значи да се биде извидник? Еден голем предизвик. И ајде да споменеме кој е најмалиот извидник во вашата група, кој е највозрасниот и како може да се биде дел од вас? Така, да се биде извидник е, да кажеме, ние така милуваме да го кажеме, животен стил. Најмалите деца кои што ги имаме на извидници почнуваат од 6-7 години, односно прво-второ оделение, така да тогаш ја почнуваат таа извидничка авантура и нели понатака продолжуваат, влегуваат во сите авантури кои што ги овозможуваат извидниците. Имаат многу вештарства за освојување, тоа се вештини кои што откако ќе ги освојат, ќе научат нешто, ги шијат на своите униформи, така ја следат програмата на Сојузот на извидници на Македонија, потоа кога доаѓаат во средно училиште, кога се запишуваат, може да одберат дали ќе останат во клубот на средношколци или ќе станат водачи, за нели нормално да го пренесат целото свое искуство на новите генерации на извидници и секако да продолжат да градат подобар свет. Извидниците се препознаваат обично по зелената боја. Годинава имате малку измена во вашата униформа и кога зборуваме за униформата, тука се и марамите. Сите извидници имаат различни марами. Да, значи на смотрата оваа година имавме извидничка смотра која што се одржа во Скребатно, собра преку 1200 извидници од 19 држави. Официјално беа промовирани новите кошули на Сојуз на извидници на Македонија, така да веќе не сме зелени, порано бевме поделени на зелени и на сини, сега веќе немаме такви бои, односно гледаме во текот на, да кажем, идните 3 години сите да ги смениме униформите во ваква сива, да кажеме, боја која што ја одбравме, нели, и значи покрај тоа што ќе имаме исти кошули, секој одред има различна марама, односно различни бои на марамите. Со тоа што еве на прв скопски извиднички одред е сина со бордо трака, на Сојуз на извидници на Македонија е жолта марамата со црвена трака, односно везот од традиционален македонски вез. И по тоа, да кажеме, на еден начин се разликуваме во Македонија извидничките одреди, меѓутоа ова е секаде во светот. Во светот има повеќе од 40 милиони извидници, така да сите си имаат униформи, сите имаат различни марами и токму на овие настани како што е академијата, извидниците често пати ги разменуваат марамите во знак на стекнато ново пријателство, спомени и слично. Не само Скопје, патувате насекаде во Македонија, низ целиот свет. Каде најчесто патувате тука во Македонија и да речеме какава група сте кога одите некаде? Па вака, во Македонија најчесто ги посетуваме извидничките домови. Ние имаме извиднички дом на планината Китка, има извиднички дом во село Градовци, Голозинци, Катлановска Брезица и секако тука е нашиот извиднички центар во Охрид. Најчесто за летниот период таму се сите извидници. Кога одиме негдека на некој настан, дали летен, зимски камп, дали пролетен бивак или слично друго логорување, одиме од 60 до 90 извидници, најмногу сме биле на пролетниот бивак кој што беше на Китка Караџица, така да стварно е предизвик, меѓутоа ете и на викенд да се избега, да кажеме, од Скопјево е многу убаво и здраво пред се, нели, за воздухот и за кондиција и за правилен развој кај децата и нели за одржување на сите активности кои што треба да бидат во природа. Ги споминавте децата. Ако најмладиот извидник има 6 години, колку се безбедни најмладите кога доаѓаат со вас? Колку родителите се чувствуваат безбедно затоа што ги праќаат со вас?
Па, на наша голема среќа, ние имаме одлична соработка со родителите, тие имаат голема доверба во нас, бидејќи сепак извидниците посетуваат извиднички состаноци кои што се случуваат еднаш неделно во просториите на извидничките одреди, па така да во тој период, да кажеме, родителите стекнуваат таа доверба дека и водачите се одговорни и способни да се грижат за извидниците, за најмалите, за развигорците, за помладите извидници. Меѓутоа немаме никаков проблем со грижата, сепак најмногу работиме на одговорноста на извидниците, така да редот е на прво место. И не знам, тоа е место каде што сте биле досега, некоја омилена дестинација? Па на сите име во Македонија. На сите има различно, не знам. Најмногу ја сакаат Китка и Караџица тој придел, бидејќи стварно изобилува со густа шума, има река, има водопади, има преубава природа и секако пак извиднички центар Охрид, тоа ние не знам па не само за летно време, сега за една недела точно имаме еден многу голем настан во извиднички центар Охрид, се вика Сојузување, каде што ќе се соберат старешини, началници и искусни водачи од цела Македонија со поддршка на извидници од Данска. Ќе се обновува тренинг системот, односно ќе се прави една рамка за нови тренинзи за потребите на извидниците, нели да бидеме во тек со современите случувања, со неформалното образование и сето тоа кое што треба да го знаеме ние, да кажеме, повозрастните, за да можеме да им го пренесеме на помладите кои што се нели во одредите. Тоа значи дека постојано имате меѓународна соработка? Да, значи секоја година имаме минимум 200 извидници од Франција кои што доаѓаат. Кај нас има исто така многу голем број на извидници од Белгија кои што доаѓаат и кои што правиме нели меѓукултурни размени. Така тие се, да кажеме, најзастапени групи на извидници од Европа, меѓутоа да и нашите извидници од Македонија чисто пати идат на размени и на Балканот и во однос на повиците, значи Сојуз на извидници објавува повици да се пријават извидниците на некој настан надвор од Европа, така да секаде идат. Нема сега некоја држава, да кажеме, каде најмногу се патува, секаде има и од секаде ни доаѓаат. Кога некој би сакал да биде дел од вас, ќе ве најде на социјалните медиуми или на телефонскиот број кој што го имате таму? Има ли некакви посебни обуки? Нема, значи за членувањето на извидници е многу едноставно, не е воопшто налик другите, да кажеме, организации или курсеви кај што ги посетуваат децата. Доволно е само да отворат интернет страна, да напишат извидници, дали Сојуз на извидници, дали Прв скопски извиднички одред, не е битно, има многу одреди, во зависност од тоа каде живеат, нели, за да им биде поблиску, и едноставно треба само да се информираат за терминот за кога има група на деца на таа одредена возраст, бидејќи по возрасти имаат групите се по возрасти поделени, така да почнуваат да се доаѓаат редовно на состаноци, да видат дали им се допаѓа или не, нели нормално, најчесто се остануваат извидниците, така да тој процес на зачленување е природен. Не знам, ние милуваме да кажеме исто така дека функционираме како една фамилија, едно семејство, така да нема кај нас некои посебни процедури. Значи битно е да сака некој да дојде, да се дружи, да иде нели во природа, да стекнува нови знаења, да разменува знаења, да пренесува, и тоа е тоа. Сте биле дел од многу кампови, она што следува е зимскиот извиднички камп, каде ќе се одржи, како да се биде дел од него за оние кои што сака? Да, вака да се биде дел можат само извидници, значи постојани членови, ќе се одржува во Михајлово, таму има одмаралиште кое што е доста популарно, ние не знаевме дека е толку популарно, искрено ви кажам, меѓутоа е преубаво, се наоѓа во близина на Кожув. Ќе биде од 13 до 17 јануари, ќе биде исполнето со извидничка програма, односно нели од сабајле до вечерки има децата можност да учат нови работи, да стрелат, да изучуваат декодирање, да готват, да врзуваат јазли. Сите тие активности кои што ги правиме, може да се видат сите активности на нашата страна Psi.org.mk, така да секако секој што сака да ни се придружи, доста сме активни и на Facebook, нели нормално. First Scouting of Skopje на англиски ние, нели да може да најдат и извидници надвор од Македонија, меѓутоа таму има доста за нашите активности.
може сите да видат, да ни се придружат и откако ќе се придружат, нели нормално да доаѓаат со нас на сите тие кампови кои што ги правиме, бидејќи сепак е потребна една не е тоа обука, меѓутоа посета, редовност на извиднички состаноци за да се влезе во тој филм на извидници, за да не им биде многу голем шок кога доаѓаат на тие извиднички настани, бидејќи сепак ќе кажам ред и дисциплина ни е на прво место и тоа претежно се вежба нели на состаноци за таму да имаме да биде се под контрола. И уште еднаш да споменеме манифестацијата која што се уште е во тек, завршува во сабота. Да. Како ќе ја завршите, како завршува ова дружење? Да, манифестацијата во тек. Вчера имавме интернационалната вечер, каде што се наместија 40 маси со 40 различни знамења, каде што сите можеа да пробат да кажеме да пробат кујната од државите. Освен Македонија, ние ќе се представиме на последната вечер, односно во сабота вечер во хотел Континентал, таму ќе биде организирана македонска национална вечер. Ќе се потрудиме да имаме да зафатиме да кажеме секој вид на култура која што ќе имаме, знам дека друштво кое што ќе прикаже, ќе игра традиционални танци, нормално кујната ни е тука, еве еден поздрав до Мамас, тие не поддржуваат секогаш со нивниот ајвар, има Лиџано, така да учесниците сите се полудени по тој дел од нашата кујна, така да ве поканувам и вас и сите што нели не следат да повелат во хотел Континентал, ако ништо друго да имаат шанса да разменат по некој збор со луѓе од држави во Европа кои што стварно не секој има шанса да запозна и да се дружи со нив. Благодарам многу на одвоеното време, си како се гледаме во сабота. И благодарам и на тебе, поздрав.